Океј. Значи рековме штом сте го поминале првиот лик, веднаш идеме на вториот лик. Вториот лик е веќе кога ќе почнеме да го учиме детето, клиентот да почнува да врти лево десно. Повторно рековме, значи мора да направиме еден добар избор на терен, понатаму ќе збориме за фаза на избор, за начисти грешки и вежби за корекција. Ајде да видиме ликот малку како ќе изгледа. Значи, овде за време на изведување на целиот лик го изведуваме со клинеста положба. Значи скиите ни се во клинеста формација. Уште на старт кога се наместиме горе, значи ги поставуваме скиите во клинеста формација, малку се отрнуваме и за цело време докога го изведуваме ликот, скиите ни се во таа формација. И сега, на оваа слика овдека ни е почетокот на изведба на ликот. Еве ги скиите се во клинеста формација, повторно рацете се напред, гледате, напред, стапчињата се наназад, колената се притиснати напред, телото е навалено на напред. Значи, тоа е тој висок скијачки став и од овој висок скијачки став благо се турнуваме, тргаме напред. Што правиме? Значи, сега полека ќе влеземе покрај објаснување на ликовите, ќе влеземе малку во терминологија која што е многу битна за целата работа, да ја знаеме, да ја делиме меѓу нас. А тоа е, значи, терминологија во смисла на горна скија, долна скија, внатрешна скија, надворешна скија, падна линија и така натаму и така натаму. Да го објасниме тоа, да пробаме да го објасниме. Значи, што е горна скија и долна скија? Кога викаме дека имаме горна и долна скија? Значи, меѓу два свиока, кога се скијаме меѓу два свиока од еден до друг од леви до десниот крај на патеката, значи во тој момент викаме дека имаме горна и долна скија. Односно, скијата што ни од горна страна не е горна скија, таа што од долна страна е долна скија. Значи, во тој случај кажуваме за горна и долна скија. Во моментот кога го изведуваме ликот, односно кога го правиме свиокот, значи во моментот кога сме со скиите во свиок, во тој момент имаме внатрешна и надворешна скија. Односно, кога скиите ни се свртени во обратен правец од падината доле, тогаш ни се горна и долна, а кога скиите ни се свртени со вровите кон падината доле, тогаш ни се внатрешна и надворешна скија. Еве, да се обидеме овака непластично да го објасниме сето тоа. И уште еден термин што треба да го објасниме, со кој што некои од вас се среќаваат можеби прв пат, сигурно се среќаваат прв пат, тоа е падна линија. Значи, што е падна линија? Падна линија е или ја вака ќе објасниме за да знаете најпрецизно, значи оној момент кога скиите ви се свртени со врвовите право надоле, значи вие во моментот стоите на падна линија. Тоа е падната линија. Линијата која што од почетокот на стазата е право кон падината доле. Значи не косо, не лево, десно, него од врвот до падината доле, до дното на падината, до крајот на падината е права линија. Значи кога скиите ви се со врвовите свртени надоле, тогаш велиме дека сте на падна линија. Значи тоа е падна линија. Океј. Сега, значи рековме, тргаме со клинеста положба, раце, тело, објаснивме колена напред. Он овдека сега е на падна линија. Пардон, еве го овдека е на падна линија. Значи во моментот се наоѓа на падна линија. Што ме на падна линија? Во тој момент имаме притисок со телото надоле, значи притиска со телото надоле и надворешната нога и надворешната скија, во случајов лева, затоа што е ова десен свиок. Значи притиска навнатре и практично скијата со притисок на коленото наднатре, значи скијата влегува на внатрешен рабник. Зарабува и почнува влегува во свиок. Значи, покрај овој притисок на коленото навнатре, имаме притисок и напред, еве го овдека е погледнат, и повторно скијата на тој внатрешен раб и дополнително е влезен во свиокот и оди внатре. Штом го завршуваме свиокот, се исправаме горе, значи исправени сме горе, еве сме повторно исправени горе, се подготвуваме за следен свиок, се мести, влегува полека на падна линија, како што влегува на падна линија, еве го повторно се притисок одоле, сега другата нога, десната нога е надворешна нога,
притиска со коленото напред и внатре, скијата доаѓа на внатрешна ивица, дополнителен притисок и излегува од свиокот. Ајде да го видиме тоа на видео. Еве го притисокот доле, се исправа горе. Падна линија, притиска доле, се исправа горе. Малку назад. Оп. Еве, влегува на падна линија сега. Се мести, еве го коленото. Полека влегува внатре, оваа скија оди на оваа ивица и сега кога ќе пуштам плей, значи ќе притисне со коленото и со телото внатре. Оп, влегува во свиок. Што ми излегува свиок? Се исправа. Оп, еве го горе исправен и веќе се подготвува за следен свиок. Ево, на падна линија, спушта тело напред, колено внатре надворешно, десно надворешно сега, внатре, скија на внатрешна ивица, притиска и го завршува свиокот. Уште еднаш ќе повторам. Погледнете ги рацете. Погледнете ги стапчињата. За цело време на изведување на ликот, рацете и стапчињата се на напред и на исто место. И ново ќе инсистираме многу. Значи, ова е многу битно. Ќе го бараме од вас да го покажете, но е многу битно и вие да го барате од вашите идни клиенти кога ќе работите, ова да го прават. Ако сега не научат у старт рацете да ги држат напред, стапчињата да ги држат напред, понатаму ќе имаме проблем. Они ќе имаат проблем. Вие ќе го научите до некаде, па ќе отиде кај некој друг учител, па ќе учи сам и после од нешто што треба да биде школован скијач, убав скијач, ќе стане, ние тоа го викаме ливадар, така нагалено. Значи, нема да биде добар скијач. Океј, одиме, се враќаме повторно во презентација. Да позборуваме малку за грешки. Најчести грешки. Значи, слабо се поставува на равници. Не оптеритува скијата на равник и не може да сврти. И сега не може да сврти, го фаќа страв, се плаши, проблема, што ќе правам, како ќе правам, добива брзина и после тоа веќе проблем да се врати назад. Недоволно оптеритување на дворешна скија. За истото зборевме се. Тоа е равникот или на дворешната скија. Ротација на рамењата. Значи, рамениците мора цело време да бидат прави. Нема ротација во рамената во кулковите. Цело време прави. Значи, да бидат во линија со кулковите. Се разбираме? Во правецот на движење да бидат. Значи, да го нема ова. Ме разбирате? Еве, да. Ако сум јас, ако скијам, значи не смеам да го правам. Него само го правам горе-доле, горе-доле, горе-доле. Гледате рамињата не ротира, него останува цело време во правецот на движење. Разбираме? Океј. Не знам дали слушнавте за онлайн, постави една од колешките дека прашање што значи ротација на рамињата, објаснуваме дека цело време мора да бидат воската на телото. Значи не сме да има ротација со рамињата за контра нозете, да речеме. Значи, рамињата мора цело време да го движат, да го следат правецот на движење на скиите. Понатаму имаме недоволно изразено движење од висока во ниска положба. Значи, го нема она да притисне доле, како што го објаснивме ова со стрелките. Значи, нема притисок доле. Телото не притиска доле. Штом не притисне телото доле, не може да направи соодветно оптеретување на скијата на кантот, за да може да го изведе завојот, да го заврши завојот. Понатаму останување на телото во задна положба. Тоа е она стара болка, нели, дури ќе гледаме трка од светски куп на овие скијачи, па дури тие ќе им се случи да останат во задна положба и ќе изгубат баланс.
ќе изгубат време и така натаму и така натаму. И повторно спуштање на рацете долу, значи тоа го повторуваме цело време, мора да инсистираме рацете да бидат напред. Вежби за корекција. Имитација на движење во место. Значи, може пред да почне да лизга, застане во место, ајде да видиме сега. Притисни со телото напред, ајде коленото притисни напред, ајде малку внатре, во место. Ајде сега исправи се горе, ајде сега другата нога. И неколку пати да го направи тоа во место, да го свати движењето, значи малку да му влезе во глава и после тоа да проба во скијање да го направи. Понатаму потиснување на надворешната скија со помош на овете раце врз надворешното колено. Се мисли, значи, со раката да си помогнете да го притиснете коленото внатре. Надворешната рака го притиска надворешното колено надвнатре и со тоа кога ќе го притисне, скијата сама се мести на кам и тогаш може полесно да заврти. Понатаму потиснување на надворешниот колк со помош на стапчиња поставени позади задни. Значи тоа е вежбата, сме ја гледале, сите сме работеле, ги ставате стапчињата позади, како го притискате стапчето доле, оди коленото внатре и имаме свио. Изгледа со раце во одрачување, значи ова се без стапчиња. Рацете се во одрачување и со рацете во одрачување се прави ликот цело време. Понатаму изгледа со или ова, значи тоа е таа вежба авионче. Значи раце во одрачување, па можеме како да во свиок, едната рака останала на страна, другата го допира коленото. И го прави свиокот на надворешната колена. Штом завршил, ја враќа раката, па сега другата надворешна рака за наредниот свиок, го допира другото надворешно колено и така ги прави свиоците. И тоа се тие неколку вежби што еве вака ги нафрламе овдека, ако малку прогуглате и одите онлайн, сега има вежби мал милион. Но со овие вежби, верувајте, искуството наше и препоставам ваше кажува дека со овие вежби имаме прекрасни резултати, одлични резултати и кај дечиња, и кај возрастни, и кај сите клиенти што ни доаѓаат на скијање. Океј. Значи, одиме четврти лик. Четвртиот лик се вика поврзани клинести лакови преку косо спуштање. Значи, овој претходниот беше поврзани клинести свиоци, овој е поврзани клинести лакови. Значи, кај овој лик за прв пат имаме паралелно скијање, односно имавме нели во оној првиот лик кога трга со паралелни скии, ама тоа е нели почетнички, на кој веќе имаме малку посериозно условно кажано скијање, значи прв пат бараме од клиентот да ги постави скиите во паралелна формација. Во еден момент од изведба на ликот. Што значи тоа? Тоа значи дека овој лик е малтене исто претходниот, со тоа што разликате меѓу двата свиока. Значи, оној период што треба да го помине од едниот до другиот свиок, кај предходниот лик го поминуваше цело време во клинеста положба, овдека бараме од клиентот наш, тоа растојано да го помине во паралелна положба. Значи, скиите да ги постави во паралелна положба. Значи, излегол од свиок, ги става скиите во паралелна положба, лизга, до следниот свиок, пред свиок, пак прави клинеста положба и го изработува свиокот. Штом ти излезе овој свиок, повторно ги става во клинеста положба и излегува свиокот. Ајде тоа како изгледа на слика. Значи, повторно се започнува висок скијачки став со паралелно поставени скии на равниците во насока на свиокот. Значи, сега не се паралелно поставени скиите на стартот. Во претходниот лик не беа во клинеста, сега не се во паралелна положба. Ево дека е поставен, значи висок скијачки став, раце напред, стапчиња, колена напред, се како што треба. И он го започнува свиокот, значи го започнува скијањето со паралелни скии. Штом ти дојде пред местото каде што треба да го направи свиокот, значи ги отвара скиите во клинеста положба, значи благо ги отвара опашките на скиите. Од тој момент започнува да го прави свиокот како во претходниот лик. Значи, благо има притисок со телото напред, благо има притисок на надворешно колено,
навнатре и нанапред, дополнителен притисок при излегување од свиокот и штом го завршил свиокот, го повторно се исправа горе. Да го видиме на видео, со тоа ќе ви биде уште појасно. Значи, еве ги скиите се во паралелна формација, како што реков. Гледате, како доаѓа кон свиокот, кон местото каде што сака да го направи свиокот, полека ги мести скиите во клинеста формација. Значи, благо ги отвора опашките и се подготвува за свиок. Во моментов е на падна линија. Ја објаснувавме падната линија. Оп, ево, телото е благо спуштено доле, ево коленото внатре и нанапред. Не се гледа овој во сајте, можеби ќе се види. И влегува во свиок. Излегува свиок. Повторно тело напред, излегува скиот и гледате како ја доближува горната скија или натрешната скија до долната скија. Ево уште една сега наредниот свиок да го видите. Значи, овдека веќе му се скиите пред свиок му се отворени во клинаста позиција, се подготвува, влегува во свиок полека, го изработува свиокот. Оп, еве ја врати ногата. Видовте како ја врати ногата? Значи, ја враќа ногата, повторно назад, повторно ги поставува скиите во паралелна формација и се движи до следниот свиок. Значи, притисок доле и застан. Океј? Дали е јасно? Дечки? Океј, супер. Повели? Значи, свиокот, кога притисокот на скијата, кога се скиите на падна линија, тогаш почнува притисокот. Тоа, само да го кажам, притискањето на скијата на равникот, кога е падна линија, тогаш притисокот се. Океј, значи, еден од колегите овдека... Добро. Да притискате, сам Добро, падна линија. само да слушнат, мора да им кажам да слушнат и вените слушате таму. Значи, имаш овдека само едно дополнување, дека притисокот на скиите, на надврешната скија е секогаш во момент кога ќе се поставите на падна линија, како што нели видовме на видеото и покажавме во презентацијата. Од момент што скиите дојдат на падна линија, тогаш спуштаме тело, притискаме со колено напред и внатре и легуваме во свиок. Океј. Одиме лик број 4. Основни свиоци без употреба на стапче. Сега вака, значи овој лик јас го сметам за еден од најбитните ликови. Зошто е тоа така? Затоа што практично со овој лик ние започнуваме да ги учиме нашите клиенти да можат да скијат паралелни во свиоци. Значи да почнат да вртат со паралелни скии во свиок. И практично овој лик е преводот од оваа клинеста техника, плужна техника во паралелна техника. Значи, затоа овој лик по мене е многу битен и треба доста да се работи со клиентите за да можат полесно да го совладаат, значи, оној момент на цело време скиење во таа плужна формација на скиите. Да не се повторуваме, значи, ќе збориме за фазен изложба, теренот е да направиме една паралела кои терени се добри, ако збориме за терени во Македонија, Маврово, жолтиот ски лифт, тој до жолтиот ски лифт, дупката или како се вика, повратен, горниот дел, Шапка аеродром е одличен за оваа работа, можеби и еден дел од сртот, не цел, ама еден дел од сртот, тој што е поблагиот дел, може да се работи ова. Значи, не треба да има брзина, треба да се работи полека, за да сватат клиентите за што станува збор, значи да ги сватат движењата и да сватат кој дел од ликот во кој момент, значи во кој момент од ликот што треба да направат, значи што се прави, како се прави, што прави раката, што прави ногата, што прави телото, за да може да го изведат и полека да влезат во паралелно скиење.
Значи, имаме овдека, за разлика од претходниот лик, велиме дека се започнува во низок скијачки став со паралелно поставен... Отидов многу дале. Значи, велиме дека се започнува во низок скијачки став со паралелно поставени скии на равниците во насока на свиокот. Па викаме се почнува со промена на ставот во висок, испиткување на коленото напред и наднатре кон свиокот и постепено менување во ставот кон низок. Свиокот се завршува со повторно враќање во низок став. Значи, што е приказнато? Тргаме пред свиокот сме со низок став, значи сме спуштени доле. Пред свиок го исправаме делото горе, од момент што ќе го исправиме телото горе, благо отложуваме или ја ставаме горната скија, надворешната скија понатаму, во клинеста, значи со неа правиме клинеста формација. И со таква скија влегуваме во свиок. Значи, еве сме влегле во свиок со плужна формација, со отплужена надворешна скија. Одне момент, штом сме на падна линија, ова е многу битно, ова е многу треба да се внимава многу. Значи, штом ќе дојме на падна линија, ја приближуваме внатрешната скија кон надворешната. Значи, во овој случај на падната линија ја правиме паралелната формација. Некој ќе излеземе од свиок како во претходниот лик. Туку оден момент кога скиите не гледаат надоле, тогаш ќе доближуваме скијата внатрешната кон надворешната, правиме паралелни скии и понатаму, значи, го довршуваме ликот со тоа што телото повторно го спуштаме напред, сега имаме притисок на двете колена наднатре, значи двете колена притискаат наднатре и наднапред, и на тој начин излегуваме од свиокот. За да може да се изведе овој лик со вашите клиенти, значи, повторно, многу е битно да го правите на благ терен. Ако е малку постремен теренот, ако има поголема брзина, многу тешко ќе им биде, ќе има страв и нема да може да го направи. Значи, ова се изведува на благ терен. Да не е само пристрмен терен, ако пробаат со плужна форма да вратат самиот дел на горната скија, ќе ваќе или може да направат. Затоа викаме цело време благ терен. Значи, ова се почетници. Сега цело време правиме благ терен. Осам за вас. За вас ова не важи. За вас не испит да го треба, на стрмен ќе го правите. Вие сте скијачи, вие ова мора да го знаете. Чекај да вратим уште малку назад. Ова е претходниот лик. Ево сега. Внимавајте. Се спушта доле, штом те се исправи, отплужува со оваа нога, доближува, спушта доле, гледате. Се исправува, ја отплужува оваа скија, доближува, се спушта доле. Внимавате? Горе, отплужува, доближува, спушта. Горе, отплужува, доближува, спушта. Ајде уште еднаш. Не. Семинарио. Пропоинтонски. Значи уште еднаш. Штом те се исправи, отплужува во свиок, доаѓа, исправена, така? Штом се исправа, еве горната скија, ја постава во клинеста формација. И се спрема за свиок. Како влегува на падна линија, полека се спушта доле, значи влегува на падна линија, внатрешната скија доближува до надворешната, ги поставува скиите во паралелна формација, значи сега викаме дека скија паралелно, и со паралелни скии излегува свиокот со спуштено тело доле. Оп, горе, пак отплужува, доближува, спушта доле. Оп, доближува, спушта доле. Дали е јасно? Позади јасно е? На вас, дечки, што сте онлайн, јасно е? Да. Ясно.
Види, Ти не можеш да пазиш, не можеш да на почеток, кој ќе почнат овој лик да го прават, значи, штом ќе почнете овој лик да го работите со нив, значи, вие не барете од натрешната нога ништо. Доволно е он само да ја доближи на натрешната нога. Нема потреба на неа да стиска, да гази. Он нека се остане на дворешната да притиска. Така, за натрешната први нека влезе он полека, нека научи со паралелни, па после тоа ќе бараме од него малку и на натрешната да притисне. Дај што да ти сака така. Да учиш, значи тргаш паралелно. Тргаш паралелно. Чекај. Ево. Не, да те загледат и дечки. Ево, што понести лицето. Значи вака, значи тргаме паралелно, така. Во ситуација кога доаѓаме до падна линија, Чекај само да што гледат. че оваа скија малку да ја подигне од снег, да престапне, и во тој момент он се ослонува на оваа скија. И таа скија веќе станува на голна скија и таа скија која треба да овој да заводи. Значи тежината веќе на оваа скија, оваа само ја приближува и го прави завод. И тогаш ќе осети дека растеретувањето ќе го направи на таа скија која треба. Значи, трудите се повеќе да им дадете вежби на една скија за да осетат која е таа долна скија, која е горна скија, дека растежувањето и скијањето е на долна скија. Тогаш ќе сватат, затоа што вака многу се што да сватат. Значи, ќе мора да дојде во ситуација да ја подигне малце, да осети дека да направи растежувањето. Мада не е природно да ја пада точно. Додека да успеува куготи, точно да води пада. Можевте да го чуете тоа што објаснува Кифла. Ако ти викам Кифла, не? Да. Се извинам, никога. Да, слушнавме. Добро, супер. Океј, дали имаме некој прашање за нешто од ова до сега што го зборев? Исто и за вас онлайн и за колеги, со колеги дека полесно комуницираме, пошто сме овдека внатре, па ни интересно. Вие што сте онлайн, не може да чувствувате оваа атмосфера со што да ви правам. Тоа е ваш пропуск, не е наш. Океј, значи, она што ќе биде за полагање, што ќе треба да го полагате, до сега секоја година, значи еден ден излегуваме на снег, се делиме во 2-3 групи, зависи колку луѓе ќе бидеме, и сите овие ликови ги поминуваме заедно со нас, значи ги поминувате заедно со нас. Тука се коригираме, се вежбаме, пробуваме, повторуваме, даваме корекции, значи гледаме да ве дотераме колку што можете да бидете подобри, да изгледате подобро. Исто така разговараме и за некои вежби, предвежби што може да се, нели, работа за секој лик, да се работи за да се дојде до тој лик или да се напредува во скијачката техника. И другиот ден е предвиден за испит, значи да се полага испитот пред комисија. Како што и кажав на почетокот, да не се повторуваме, нели, зависи од временски услови, ако имаме снег, ако ни падне снег, ако викендов ни се отвори некој од центрите, тогаш планот е уште викендов се качеме гори и да го тргнеме тоа дневен ред, да го решиме. Оти после тоа ќе биде проблематично, сите фаќаме понекаде, значи сите сме или овде, или по странство, по Бугарија, по Србија, по не знам ова, не знам она, и ќе биде малку потешко и покомплицирано да се собереме, затоа идејата е колку што можеме порано да го решиме ово. Јас имам прашање. Ајде. Сега ако се случи викендов да се иде, а некој од нас да не може, тоа е веќе една шанса имаме или? Искрено ти кажам, не можам да ти одговорам сега во моментов. Не знам кога ќе може да биде следната шанса. Значи, еве ќе ти кажам, значи добар дел од нас заминуваат наредниот период, нема да бидат во државата. Не знам кога ќе успееме да се организираме нареден пат, но еве нема ти одговора на прашањето затоа што уште не може точно да ти кажам, но штом ќе дефинираме и ќе знаеме, ќе ти објаснам, ќе ти кажам. Добро, а може секогаш ли е викенд или некогаш се оди преку недела? Види, пак се зависи од тоа каква ќе ни биде состојбата со снег. И се зависи од тоа колку ќе бидеме достапни сите ние за да може тоа да го реализираме. Значи, како што
дел од вас, поголеми дел се надевам, го работите ова што го работите, така и ние го работиме истото. Значи, ние вадиме по некој динар од сето ова и можно и ние да бидеме зафатени во тој период. Но, еве, да не бидеме сега дека е тоа дефинитивно така или вака, значи, ќе се обидеме да излеземе во пресрет на сите, еве, лани успеавме тоа да го изменаџираме, мислам дека многу добро. Како ќе биде годинава, уште не може да ти кажам. Она што сега намирате, ова што вие кажуваме по што знаеме, а за нешто друго дополнително ќе бидеме на контакт па ќе се чуеме. Добро, фала многу. Океј. Друго прашање некоја? Нема. И за вас овдеки и за вие што сте на компјутер, на телефон, значи првата тема ја завршивме за денеска. Втората тема ние имаме едно многу убаво видео, се вика Прден на снег. Исто е словенско видео, титулано на македонски јазик, многу интересно, многу поучно, многу едукативно. Идејата е да го пуштиме тоа видео, тоа да биде втора тема, малку да подискутираме околу него и со тоа тука некаде би завршиле за денес. Дали имаме потреба да дадеме пауза некоја 50 минути или да одиме одма на втора тема? Прашање за вас во сала, прашање за вас. Ај, вие што сте дома, лесно е да вас цигари, ќе се запалите кафе, ќе се пиете покрај ние овде што сме сала, не може да го направиме тоа. Може кратка пауза? Сега 7:51. 7:51 во 8, во 20:00. Ве чекам сите да се видиме овдека. Договорено. Ајде.
Океј. Тука сме сите така, тука сме. Како што кажав пред паузата, значи имаме едно интересно видео кое што го синхронизиравме на македонски, го средивме, го направивме, го датиравме, многу едукативно, многу убаво видео. Ќе го изгледаме, после може да продискутираме малку околу него. Да. Приеска. Со нас на скии. Децата се вклучени во училиштата кои реализираат програми за наставни и воннаставни активности. Покрај значењето на задолжителните, воннаставните активности обезбедуваат информации со големо значење и играат важна улога во процесот на едукација. Тие активности слободно можеме да ги наречеме дека се животни училишта. Едно од препознатливите животни училишта е скијањето. Повеќе од 5000 деца годишно во стручните ски школи се учат и го дополнуваат своето знаење во скијањето низ организирани ски кампови и часови по скијање. Поминатото време на планина овозможува одлични придобивки за здравието на учесниците. Покрај првите движења на снег, најбрзото стекнување на знаење за возење на ски лифт е важен податок за почетниците што учат да се прилагодат на опремата и скијањето. Непосредното учење и запознавањето на правилата ги води децата кон безбедно скијање. Во филмот ви представуваме како скијањето го учиме кај нас. Избор на опрема.
Скиите треба да бидат со соодветна должина, за почетниците до брадата, за добрите скијачи до носот и за најдобрите до врвот на главата. Важно е стапчината да бидат во соодветна големина. Кога стапчината се во рацете, лактите треба да бидат под прав агон. Кацигата е задолжителна до 14 години. Мора да биде со правилна големина. Проверуваме така што главата ја навалуваме на напред, незаврзаната кацига тогаш не сме да падне од главата. Кога кацигата ја заврзуваме, мора да има 3 прсти простор под брадата. Скијачите може да употребуваат и подкапа, која по употребувањето мора да ја изсушиме. Скијачките наочари се исто така важен дел од скијачката опрема. Скиите визуелно ги прегледуваме, везовите ги прилагодуваме на должината на чевлите, тежината на скијачот и степенот на знаење. Скијачките чевли нека бидат иста големина како и спортските патики и да бидат со соодветна тврдост. Ги закопчуваме оддолу нагоре и на крајот се запетлува траката. Пристап кон скијалиште. Кај автобусот ја разделуваме опремата. Додека чекаат кај автобусот, скијачите ја имаат поставено опремата до своето тело. Безбедно се движат во околината на автобусот и безбедно со учителот ја преминуваат улицата. Скијачите се движат уравнотежено, ги ставаат ските на едното рамо со предниот дел на скиите напред и во другата рака ги носат стапчината. Со скијачките чевли одат исто како со обични чевли, на нагорнината одат на прст. Скијачка карта. Скијачите, скијачката карта ја чуваат во левиот џеп од јакната или во џебот на ракавот. Загревање. Скијачите морат пред скијањето добро да се загреат. Се загреват на скијалиште, на зборното место со игра и гимнастички вежби. Прилагодување на опремата. На почетниците му ги опишуваме скиите. Скиите се поставени на примерен терен, се чистат чевлите и се стапнува на скиите со предниот дел на чевлите. Петата останува крената додека се усагласи со везот. Погледнуваат, а потоа притискаат со петата. Почетниците ги учиме правилно држење на стапчината. Основен скијачки став и основни позиции. Скиите се поставени паралелно. Телото е малку свиткано во сите зглобови. Тежиштето е на средина на скиите. Рацете се пред телото, погледот е насочен право. Клинеста позиција. Скиите се поставени во клин, мал триаголник. Плужна позиција. Скиите се поставени во плуг, поголем триаголник. Движење во основна положба. Движење горе-долу со колената. Кревање на задниот и предниот дел на едната и другата скија. Кревање на цели скии. Движење напред-назад. Со тоа движење почетниците чувствуваат колку можат да се задржат на чевлите и скиите. Туркање на едната и друга скија во страна. Вртење во место, вртење и пренесување на тежината околу предниот, средниот и задниот дел на скиите. Станување после пат. Скиите се приближуваат што поблиску до телото и почетниците си помагаат со рацете и колената. При првите обиди може да им помага учителот. Со помош на стапчината се станува така што се забодуваат во снегот, скиите се доближуваат до телото и се креваме со помош на стапчињата. Вежби на рамен терен. Се користи една скија и со помош на слободната нога децата се лизгаат на напред, имитираат возење на скирол.
ја заменуваат ногата и работат во пар. Поставуваат пречка со стапчето и скијат околу неа. Играат штафетни игри. Премин кон основни облици на лизгање. Почетниците се спуштаат надолу, го туркаат задниот дел на скиите во страна и преминуваат во клинеста или плужна положба. Вежбата ја прават и со скок. Лизгање по рамен терен. Во парови се тргаат на рамно, скиите се поставени паралелно и со туркање на задниот дел на скиите во страна преминуваат во плужна положба и застануваат. Совладување на нагорнина. Може да се качуваат скалесто или расчекорно. Основни облици на лизгање. Лизгање на блага надолнина и застанување. Почетниците се лизгаат со паралелно поставени скии, преминуваат во низок став и со туркање на задните делови на скиите во страна формираат плужна положба и застануваат. Почетниците се лизгаат во клинеста положба и со туркање на задниот дел на скиите доаѓаат во плужна положба, со исправање нагоре се враќаат во клинеста положба. Тоа го повторуваат и на крајот застануваат во плужна положба. Едноставни промени на насока на лизгање. Почетниците се лизгаат со клинесто поставени скии, преминуваат во низок став со туркање на задниот дел на едната скија во страна. Со исправање ги враќаат скиите во клин и тоа го повторуваат со другата скија. На крајот со плук застануваат. Клинест свиок. Скијачот со клинесто поставени скии почнува со лизгање. Со притискање на скиите, со спуштање на телото надолу и со притискање на коленото нанапред и навнатре ја оптоварува надворешната скија и изведува клинест свиок. На крајот од свиокот се исправа и истото го повторува на другата страна. Скијачки полигон. Почетниците пречките ги користат за промена на насоката. За различни вежби додаваме вртења и поскоци и скокови. Влечење со ски лифт, кругови. Учителот се договара со човекот кој работи на ски лифтот и бара помош. Потоа со кругот демонстрира влечење. Почетникот се реди во ред и се движи кон ски лифтот. Ја покажува картата, се поставува под влечницата, стапчината ги држи во една рака, погледнува наназад, го прифаќа кругот и го става меѓу нозете. Подготвен го чека повлекувањето. Скиите се поставени паралелно. На врвот го тегне кругот надолу и го отпушта. Брзо се трга од ски лифтот и оди на зборното место. Во случај на паднување, брзо треба да се тргне настрана и да го почека учителот. Влечење со ски лифт сидро. Учителот прво мора да направи демонстрација. Почетникот прво се влече сам, се поставува на ски лифтот, погледнува наназад и со внатрешната рака го прифаќа сидрото. Стапчината ги држи во надворешната рака и со паралелно поставени скии се влечи нагоре. Потоа брзо се трга од ски лифтот и оди на зборното место.
Кога со сидрото сакаат да се влечат двајца скијачи, се поставуваат еден до друг, гледаат налазад и со внатрешните раце го фаќаат сидрото. Кога се горе, прво се трга надворешниот скијач, потоа внатрешниот го тегне сидрото налазад и брзо се трга од ски лифтот. Ако имаат стапчина, ги држат во надворешните раце. Возење со жичара. Учителот прво добро објаснува. Почетниците прво се возат во пар. Застануваат на лентата која се движи, погледнуваат наназад и седнуваат на жичарата. Помеѓу нив најчесто има едно слободно место за полесно да се симнат од жичарата. Скиите ги поставуваат на местото каде што е наменето за скии и за време на возењето мирно седат. Пред симнувањето ја креваат заштитата и седат додека да дојдат до означеното место за симнување. Тогаш благо се наклонуваат нанапред, стануваат и брзо се тргаат од жичарата и одат на зборното место. Истата постапка е кога се возат 3 или 4 скијачи. Доколку имаат стапчина, ги држат во едната рака и ги оставаат на колена во текот на возењето. Исто ги држат во една рака кога се симнуваат од жичара. Премин на паралелно поставени скии. Скијачот лизга со паралелно поставени скии. Телото е малку свиткано во сите зглобови. Скиите малку се насочени надолу и тежината е на надворешната скија. Горната скија е малку потисната нанапред. Рацете се пред телото и погледот е насочен кон насоката на скијање. Вежбата ја повторува во двете насоки. Клинести лакови. Скијачот лизга на паралелно поставени скии. Со туркање на задниот дел на горната скија во страна и пренесување на тежината на таа скија го променува правецот на движење. Со спуштање во низок скијачки став изведува клинест фиок. По завршувањето на клинестиот сфиок се исправа и скиите ги поставува паралелно. Лизга косо на падината и се подготвува за следниот клинест сфиок. Основни свиоци. Скијачот на паралелно поставени скии почнува со лизгање. Преминува во висок скијачки став, формира клин и ги насочува скиите према падната линија. Ја припојува внатрешната скија до паралелна положба и со спуштање на телото во низок скијачки став изведува основен скијачки сфиок со паралелни скии. Се лизга во правец на следниот сфиок. Забудување на стапчиња. Скијачот е во основен скијачки став, стои во место и со колената се подигнува и спушта горе-долу. Скијачот е во основен скијачки став, стои во место, со колената се подигнува и спушта горе-долу и ги забодува стапчињата во снегот. Скијачот лизга во основен скијачки став и со движење во колената се подигнува и спушта.
Скијачот лизга во основен скијачки став и со колената се подигнува и спушта и ускладено ги забодува стапчината. Основни свиоци со забодување на стапче. Скијачот скија на паралелно поставени скии. Горната скија ја поставува во клинеста положба и со забодување на стапчето се оттурнува и скиите повторно ги поставува паралелно. Основни паралелни свиоци. Скијачот на паралелно поставени скии почнува со лизгање. Рацете во кои ги држи стапчината се пред телото. За време на лизгањето преминува во низок скијачки став. Ги припрема стапчината за забодување во првата третина на скиите. Забодувањето на стапчината значи започнување на кревање на телото, потоа следи вртење на скиите и со спуштање на телото долу го завршува свиокот на паралелно поставени скии. На тој начин скијачот изведува основни паралелни свиоци во средно широк ходник со средна брзина. Поврзани паралелни свиоци широк ходник. Скијачот лизга на паралелно поставени скии, преминува во низок скијачки став и се спрема да го забоди стапчето. Забодувањето на стапчето значи почеток на кревање на телото. После тоа следи вртење на скиите и за време на спуштање на телото надолу ги изведува свиоците на паралелно поставени скии. На тој начин изведува поврзани паралелни свиоци во широк ходник со голема брзина. Поврзани паралелни свиоци, тесен ходник. Скијачот лизга на паралелно поставени скии, преминува во низок скијачки став и се спрема за забодување на стапчето. Забодувањето на стапчето значи почеток на кревање на телото. После тоа следи вртење на скиите и за време на спуштањето на телото надолу изведува кратки свиоци. На тој начин изведува поврзани паралелни свиоци во тесен ходник со голема брзина во мал простор. Наша цел е почетниците што побрзо да ги научиме како безбедно да скијаат, застануваат, да променат правец, да научат да употребуваат жичара и да им овозможиме добра основа. Под водство на нашите ски инструктори ќе го подобруваме скијачкото знаење и искуство на вистински начин. Ние скијањето го учиме со скијање, затоа дојдете да скијате со нас. Јутнати сте, ништо не ја слушаме. Ајде уште нешто беше. Значи, ова беше тоа едукативно видео за кое што зборевме. Даниел, тој колега наш од Мајс од Прилеп, најде време малку во неговото време, најде малку слободно време пред неколку години, го зема ова видео од словенската школа, го синхронизира на македонски, често пати го користиме нели за вакви предавања, едукација, обука, значи сите вие да може да видите дел од работите кои што ќе треба да ги правите утре како инструктори
со вашите клиенти, дечиња, возрастни и така натаму и така натаму. Може би овој вториот дел кај што беа ликовите терминолошки малку се разликува од она што го кажуваме ние, но не е битно, не е се. Значи, тоа не е толку битно. Ликовите се тие, видовме интересни вежби за изведа на тие ликови. Се тоа е нешто што може да ви помогне секако во понатамошната работа ваша со клиенти, кога работите, кога учите дечиња, оти претпоставувам дека и самите знаете, согласувате со мене и со сите нас дека нема побава работа од тоа да работите со дечиња кои ќе ги гледате како пролизгуваат, како почнуваат да лизгаат, се радуваат на снег и така натаму. За некои работи од ова видео, кој што ги видовме денеска, утре ќе позборуваме малку по-детално, така е предвидено по програмата. Утре имаме две теми исто така, значи едната тема е колегата Никола ќе ги предава уште останатите 3 ликови и после тоа имаме уште една тема, тоа е добар инструктор или добра пракса од снег. За тоа ќе ви зборам јас малку повеќе и ќе ви споделам пракса од нашето секојдневно, од моето и од работењето со колегите, секојдневното работење. Веќе се 25 години позади мене работа на снег буквално со своји со дечиња, со возрастни, со полициски службеници, значи со сите категории. Така да утре ќе имаме исто така се надевам интересна тема за вас. Те чуете нешто ново, нешто интересно, нешто со што во иднина ќе бидете секако подобри во оваа работа која што сте одлучили да ја работите и ќе можете да им пренесете интересно знаење на вашите клиенти. Дали имаме некое прашање? Вие во сала овдека и вие што сте онлайн. Слободно повелете дискусија, прашање да отвориме. Добро вечер. Ве прашав дали ќе добиеме копија од видео да се имаме за нас? Вака, од ова видео не сум сигурен. Еве, подсетиме утре во групата. Утре подсетим во групата и ќе ти кажам, ќе ти одговорам. Може така? Супер, ви благодарам. Видеото со ликовите го имате на YouTube, оно од Словенската школа што го пуштавме. Тоа е Demo Team Словенија 2017, така нешто излегува ми се чини. Тоа можете да се го гледате слободно, да гледате, да го визуализирате, да го имате во глава. Друго прашање некој? Друго прашање некој дека? Може да почне како тема на скијање? Може. Така, ја сакам да дели па скијање, да кажеме предесно. Добро. Или сме олуваме на камера, си попит со спрејтување. Куќу што на камера сме олуваме. Добро. За стилен 4 години имав солидни ски, имаш одреден степен со искуство, и мислите како земам туга ски, ќе може уште толку уште некои степен надолу. И добро властија земам туга ски, и пак им избор. Подлежи ски, дали ме се знае во Австрија, дали е тоа, ја не можам да работам. Се нервирам, сакам додам до земја кој ќе да нервирам во искуството. Вака, не знам, вие слушнавте прашањето, го слушнавте онлайн? Не. Не. Ајде, вака. Имаше едно интересно само малку. Имаше едно интересно прашање од еден колега наш овдека во сала. Значи, прашањето околу карате техниката, вика јас се спуштам, вика, на кантови, на ски на страна, и вика, мислев дека поради скиите што ги имам не можам повеќе да се спуштам, па бе во Австрија, оттаму си купи, вика, пубави ски и пробав и пак не можам да се спуштам. Пак остана, вика, на истото. И сега ја немам одговорам, тука ќе
Колегата Пачевски, Јас имам едни ски да му продадам на колегата. По добра цена, мислам дека ќе може со тие. Костушно одговоров. Имал добри ски, да ти ги продаде по добра цена, може би со нив подобро од тебе. Ај са шала на страна. Кифла ќе одговориш на ово или јас да одговорам? Се, ама мораш да дојдеш овдека за да те слушаат и они онлайн. За да видиме точно да го тренеме. Чекам уште малку да е поблиску за микрофонот да го слушаш. За да му помогнеме на точно околу неговата дилема со техникава стечка, треба да видиме видео, да видиме за какви ски се работи, какви биле вторите ски, какви биле вторите ски, вистина е дека помагаат и прво напредокот. По скечкото знање многу помагаат. За да напредуваш, затоа и така се продаваат и до почетници, па нели интермедијат, адвансит, па професионал. Али мислам дека проблемот е до техниката. Добар скијач може и со помеки ски и со послаби ски да го направи истиот тој завој. Мислам дека треба да се поработи на твојата техника. Нормално со вежби, со скијање, по многу денови на стеки, мислам дека ќе можеш тоа да го направиш со тие ски. Ше донашен. То нели влагаш или влагаш во кајник. Кривината. Свиок се вика, да не се вика кривина, свиок се вика. Што зависи должината на свиокот. Дали зависи од скијата, дали зависи од полезенота на кондурата, дали е помага, дали е што зависи. Или на пример ја кога ќе се навалам со поголема брзина, мене ми е многу свиокот ми е многу долг. Ја не го навалам да пуштам позер и у 3 свиока долетев. А јас сакам со поголема брзина да вата поголем навал, помал свиокот да вакам. Значи вака, Чекај, мора да го кажам напред. секој Свиокот, второто прашање, свиокот во карвинг техниката од што зависи? Дали од кондурите, дали од скиите, дали од странината или не знам што, еве се одговорот ќе го даде Никола повторно. На секоја скија, поред висината пишува радиус. Тој радиус е препорачен радиус на протек. Тоа не мора да значи дека ти мора да ги вртиш скиите да пишува 15 метри радиус или 12 метри, докато ти можеш во одреден момент да ги завртиш на 20 метри, а ни препорачен радиус за таа скија негде според каталог нели пишува 12, 13, 15 метри. А и на скијата. Така што ти ги вртиш скиите зависи од тебе. Значи ти можеш скија од 18 метра радиус да се вртиш на 10 метри. Значи зависи од твоето знаење, дали се работи на стрмен терен, дали се работи на благ терен, на умерено благ, значи многу кој е стрмен теренот, нормално дека ќе те тера да ги возиш малце пократко, ќе ти биде ќе треба да се доста, мислам, поголем професионален, да можеш да пуштиш брзина, црна патека да ги возиш во велесален завој, почеток завој, и ќе треба таа скија да биде подлога и да издржи малце поголема температура. Ја баш со продавачот што беше у продавницата и му кажам дека имам поголемо искуство, дека сакам на експертно ниво да однесам моето искуство. И имаше некој ски, он ми кажа некој експертни ски, ама вика кога ќе ги спуштиш тие ски на кант, вика не излагаш од чината, толку е оштар кантот што не излагаш. И вика една нијанса подоле, ќе ти дам ски, за да можеш пак на дека да кажеме на мраз, да можеш со лизгање да заклучиш. Ама пак е ти прво пак исто. Не тие што се 1000 евра, тие што се 800 евра, тие ќе ти ги продам. Така? Нормално. Или ја сам цел спекам за подобар скијач. Секоја година, скоро секоја година не отидам ден скијање, на 2 години идам Австрија и Италија и се спетам да добар скијач се нервирам, дека не можам да го постигнам тоа што го сакам. Океј. Дали има друго прашање некој? Повели? Добро. Добро, да. Сега ќе ви објаснам. Значи, испитот се состои од 3 елементи. Еви за вас што сте онлайн. Значи, од 3 елементи. Значи, имаме теоретски дел, имаме практичен дел и имаме уствари теоретски и практичен со тоа што практичниот е поделен во 2 дела. Значи, теоретскиот дел е добивате сите на телефон една Google форма со прашања, едно 27-8 прашања. Имате понудено прашање, имате понудени одговори, 3 одговори или 4.
вие стискате еден од тие одговори е точен. Вие го стискате тој одговор што мислите дека е точен и практично таков е системот направен, значи он прави збир одговорите и имаме таму, нели, не евиденција, него точно знаеме кој колку има одговори, точни, недочни и така натаму и така натаму. Значи тоа се ништо друго току прашање од ликовите. Значи од тоа како ги изведувате ликовите. Пример, имате прашање, ликот поврзани клинести свиоци, тоа е третиот лик, дали во косо спуштени, значи од свиок до свиок, во каква формација се скиите. И сега имате пример полен одговор во плужна формација, во клинеста или во паралелна. Се разбираме? Значи не е тоа бал. Ако третиот лик го изведуваме и знаеме дека после свиок ги ставаме паралелни скиите, лизгаме до свиок, ги отвараме, влегуваме со клин и излегуваме, значи одговорот се знае кој е, се паралелни скии. Значи такви се прашањата. Тоа е теоретскиот дел. Практичниот дел е поделен на два дела. Едниот дел е демонстрација на ликовите. Значи сите вие ги демонстрирате овие 7 лика што ги презентираме се и тие што ќе работиме со вас на терен. Че тоа е првата работа. И втората работа е настап пред врста. Така го викаме тоа. Значи, ќе треба да застанете пред другите колеги и да дајате објаснување. Значи, како да сте пред клиенти. Затоа што многу е битно за добар инструктор, не е битно да знаете да скиете, не знам, најбитно е да знаете да скиете. Колку што е битно да знаете да скиете, толку е битно да знаете да зборувате. Тоа утре ќе ви го зборам на презентацијата. Значи, затоа е битно, значи, да знаете како да го презентирате ликот. Да објасните на клиентот што работиме сега, зошто го работиме тоа. Разбирате? Значи, тоа е вториот момент од испитот. Се разбравме? На страната на МАИС, на веб страната на МАИС, имате таму во еден дел, чекај, ќе отворам сега одма за да вако не ме гледат. Чекај. Треба да шер. Отидеме овде. Отидеме овде. Имаме документи и прирачници. Имате овие две книжки. Овдека, и мислам дека ви беа пратени, но и да не ви се, ги имате на страната. Значи, ова се многу убави, се ова што го зборевме, овдека го пишам. Не со ова големи книги или материјали. Најдете време, отворете ги, пролистете ги, се многу интересни како материјал за скијање. И практично овде ќе го најдете целиот занет што треба да го работите утре. Значи, во овие две книвчиња. Океј, одговорот, добро. Тоа е тоа. Добро. Дали има друго прашање? Добро. Медиенца? Океј. Дечки, онлайн? Прашање? Да, чудно е. Океј, ако нема други прашања, за вечер овдека го затвараме предавањето. Фала ви на сите што дојдовте во сала, фала ви на вас што бевте онлайн, ама не толку фала колку на вие што се во сала, да знаете. Утре очекувам дека ќе биде поголема група овдека во сала, затоа што е поинтересно. Оддавна навака не сум се собрале во сала да се дружиме. И поинтересна дискусија да се развива и, нели, еден куп други работи. Значи, утре се гледаме повторно во 19 часот, на исто место, и онлайн и во сала. Кажавме утре повторно кои не се темите. Следно нешто што е после утре најавена активност на 13, значи во среда, професорот Вуксановиќ ќе има интересни теми од неговата работа, значи ќе има кондиција кај деца, физички напор, нешто така беше, не се сеќавам точно сега, не сгрешам јас, но многу интересни теми, тие се наменети за трето ниво, но линкот ќе ви биде споделен во вашите групи, можете слободно да се уклучите на онлайн, на Zoom, да го изгледате. На вистина има многу интересни податоци,
што ете можат и во скењето, но и во секојдневниот живот да ви послужат. Поготово вие што се бавите со спорт или сакате да малку да си дигнете ваша физичка подготовка, значи нема да жалите сигурно. Останува уште понатаму уште едно предавање. Тоа е предавањето на циревири, на коки, значи безбедност на планина, и втората тема е прва помош. Тоа некаде најверојатно ќе биде 19-20, уште точно не е дефинирано, меѓутоа така нешто ќе биде и предпоставам дека тоа ќе биде онлайн. Мислам дека Коки не е тука и затоа ќе мора да биде онлайн. Но ќе добиете правовременна информација во групите, тука сме лесно комуницираме, лесно споделуваме информација и ќе бидете во текст со све. Океј, ако нема друго прашање, овдека го завршуваме денешно дружење и се гледаме утре во 19 часот. И со вас овдека, и со вас онлайн. Така викам, вие што сте онлайн, чао, ние ти на пиваме. Поздрав, поздрав. На здравје. Чао. Поздрав. Чао, чао. Поздрав, чао. Хвала што дојдовте.